50 случаи на западно-нилска треска на ниво на државата регистрираат здравствените власти заклучно со 25 август годинава. Прв случај на ова инфицирање е евидентиран и во Куманово кај 65 годишен маж, кој што е хоспитализиран на клиниката за инфективни болести во Скопје. Во интерес на навремено и транспарентно информирање на јавноста, би сакале да ве информираме дека на подрачјето на Куманово, поконкретно во градот на Куманово, е потврден случај на инфекција на западно-нилската треска. Станува збор за пациент од машки пол на возраст од 65 години, кој во моментот е хоспитализиран на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје. Според најновите информации со кои располагаме, моменталната здравствена состојба на пациентот е стабилна и тој се наоѓа во континуиран медицински надзор и соодветен третман. Кај пациентот покрај инфекцијата со вирусот на западен Нил се присутни и хронични заболувања, вклучително и диабетес кои може да влијаат врз текот на заболувањето. Имено сакаме да истакнеме дека Центарот за јавно здравје, согласно своите надлежности и во согласност со епидемиолошките протоколи, веднаш ги презеде сите потребни мерки. По добивање на информацијата е спроведено и епидемиолошко анкетирање на лица кои живеат во исто домаќинство со инфицираното лице, како и прибирање на податоци за движењето и престојот на пациентот во период пред да се појават првите симптоми. Целта на анкетирањето беше да се идентификуваат можните места на изложеност и потенцијалните локации каде што можело да дојде до увод од заразен комарец. Врз основа на податоците добиени од епидемиолошкото анкетирање, синоќа беше извршено дезинсекција во домот на пациентот и во село Војник, општина Старо Нагоричани. Овие локации се идентификувани врз основа на информациите добиени при епидемиолошкото анкетирање, според кои пациентот престојувал на овие места во периодот пред појавата на првите симптоми. Согласно проценката на епидемиолошкиот ризик, преземањето на овие мерки беше насочено кон контрола на популацијата на комарци и намалување на ризикот од понатамошен пренос на инфекцијата. Сакаме да појаснеме дека западно-нилската треска главно се пренесува преку убод од заразен комарец, а не се пренесува преку вообичаен контакт од едно лице на друго. Поради тоа, мерките што ги преземеме ние како Центар за јавно здравје Куманово се насочени пред секој епидемиолошкиот надзор, идентификување на можните места на изложеност и контролата на популацијата на комарци. Нашата институција е во континуирана комуникација и соработка со надлежните здравствени институции и активно ја следи епидемиолошката состојба на територијата која ја покрива Центарот за јавно здравје Куманово. Во овој момент е од особено значење граѓаните да бидат навремено информирани, но истовремено да нема простор за паника. Центарот за јавно здравје Куманово постапува согласно утврдените епидемиолошки протоколи и ќе продолжи активно да ја следи состојбата и да ги преземе сите потребни мерки согласно развојот на епидемиолошката состојба. Во Куманово на 31 август ќе се спроведе петтиот третман на теристичка дезинсекција против возрастната форма на комарци, информираат од општина Куманово. Третманот ќе започне на полноќ и ќе се одвива во текот на ноќта и во раните утрински часови. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени повеќе подрачја во градот и околината. Од општината посочуваат дека доколку временските услови не дозволат реализација на третманот, активностите ќе бидат одложени за првиот нареден ден, кога условите ќе бидат соодветни. Третманот е насочен кон намалување на бројот на возрастни комарци на подрачјата опфатени со дезинсекцијата. Сдруженијето Илирија од Куманово во рамките на проектот Заедно за добро на сите реализираше тркалезна маса на тема презентации и искуства од познати личности во јавната сфера, предлози како да се подобрат меѓуетничките односи во Куманово. Партнер во проектот на Илирија е локалната телевизија ТВ Њуз, а е финансиран од Министерството за односи меѓу заедниците на Република Северна Македонија.
Учесниците имаа можност да дадат своји предлози за подобрување на меѓуетничките односи во иднина. Председателката на Сдруженијето Илирија Куманово и координаторка на проектот Дија Арифи посочува дека граѓаните на Куманово од различните националности треба повеќе да соработуваат, особено младата популација. Проектот завршува во октомври годинава, а завршниот настан ќе се одржи во септември. Проектот се вика Заедно за добро на сите, се работи за град Куманово. Значи соработка меѓу разни националности. Проектот е замишлен така jer видимо дека цело време националности во Куманово, кој е мултиетнички град, можеби како една Македонија во малом, све повеќе и повеќе се оддалјаваме. Тоа беше целта, значи да допринесеме како здружение малку да соработуваме и да будеме посплотени во нашиот град за доброто на сите, значи така стои името. Проектот го реализира Сдружение Илирија со партнер локална телевизија Њуз, е поддржан од Министерство за односи со заедниците. Меѓуетнички соживот во Куманово, морам да кажам дека не е дека лош, но мора повеќе да соработуваме, бидејќи го дишиме истиот воздух, ги користиме исти улици, исти јавни површини, но почнавме доста да се удалечаваме и тоа е разлог jer луѓето не се познаваат меѓу себе, посебно младите, видим дека се повеќе и повеќе се удалјават. Добро би било да бидат што повеќе во исти простори, да се движат, можеби исти школи, исти предшколски установи, исти основни и средни училишта, за да може да се дружат, да се запознаат. Мислам дека тоа оддалеченост, тоа можеби не е мржња, него е нешто што не се знаеме. Не се знаеме едни со други. Ние со овој проект сакаме барем малку да влијаеме, да се запознаеме едни со други и да не градиме зидови, него да градиме мостови измеѓу себе и да оставиме подобра иднина за нашите деца. Овај проект ќе се заврши во почеток на октомври. Имаме уште една работилница, значи финален настан, кој ги повикувам сите кои може да дојдат. Значи тој е во 7 септември и ќе има презентирање, значи, на активности кои сме ги реализирали до сега. Ќе има драма за меѓуетнички односи, кој е специјално за овај проект, напишан и сценарио и режија ќе биде направена и глумци се најдени само за овој проект. Значи една драма која ќе трае околу 15 до 20 минути и јас сум многу задоволна бидејќи најдовме стручен кадар за тоа да го спремат. Исто имаме и неколку музички numери на албански и на македонски. Представници на Одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Куманово во соработка со Општинскиот совет за превенција на детско престапништво при општина Куманово вчера во централното градско подрачје спроведоа превентивна кампања под мотото Застани, јас сум пешак. Кампањата имаше за цел да ја подигне свеста кај пешаците и возачите за почитување на сообраќајните правила и поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирала на опожарено патничко возило во селото Косматац, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Пожарникарите вчера вечер гаснеле пожар кој околу 21 часот започнал во селото Љубодрак, а зафатил површини и во Уминдол, Лопате и Ропаљце. Горела сува, трева, стрништа и ниско стеблеста шума, а пожарот целосно бил изгаснат пред полноќ, информираат надлежните. Утре е неработен ден за граѓаните од православна вероисповед во Македонија по повод празникот Успенија на Пресвета Богородица, познат меѓу народот како Голема Богородица. Од Министерството за економија и труд информираа дека 28 август е прогласен за неработен ден согласно Законот за празниците на Република Македонија.
Советот на општина Куманово в понеделник ја одржи редовна седница со 107 точки на дневниот ред. Голем дел од одлуките се однесуваат на годишните програми за работа на училиштата во Куманово, предлог одлука за давање на согласност за формирање на паралелки во прва година со помалку од 25 ученици во општинските средни училишта во новата учебна година, извештаи за финансиско работење и годишен план за вработување во јавните предпријатија и општина Куманово во 2027 година, како и предлог одлука за проширување на средствата на буџетот на општина Куманово за 2026 година. Седницата е со директен пренос на програмата на Телевизија Плюс. Започнува во 10 часот. Владата донесе одлука со која се намалуваат цените на училишниот прибор заклучно со 30 септември годинава. Со оваа одлука трговците на големо се задолжуваат цените на училишниот прибор да ги намалат за најмалку 10%, додека пак трговците на мало се задолжуваат да обезбедат намалување од најмалку 15%. Намалувањето на цените на училишниот прибор е уште еден чекор во насока на заштита на животниот стандард на граѓаните, како и намалување на притисокот врз семејниот буџет, рече портпаролката Марија Митева во изјава пред владата по владината седница. Полициските службеници во изминатите 3 дена регистрирале 1621 сообраќаен прекршок на патиштата низ државата, а 43 лица биле лишени од слобода поради безобзирно управување со возило, соопшти Министерството за внатрешни работи. Според МВР, контролите биле спроведени на 24, 25 и 26 август од страна на полициските службеници од сите сектори за внатрешни работи. Од вкупниот број издадени платни налози, 456 се однесуваат на возачи кои ја надминале дозволената брзина. Од 43 лица лишени од слобода поради безобзирно управување со возило, 2 биле фатени како управуваат под дејство на алкохол, 20 возеле без возачка дозвола, а 2 управувале возило и покрај претходно изречената забрана. Во истиот период биле одземени и 19 возила согласно член 300б од Кривичниот законник.